Да, ветивме и исполнуваме. Давор Јордановски ни е на гости во уште едно издание на Утринска на Телма, но за прв пат овде во нашето студио. Имаме баги муавет, јас и Давор сме генерација. Не сме се виделе одамна, може би 10 години, може би сме си промоабитиле на оние социјални медиуми. Го видов пред некое време, го уловила камерата на една друга телевизија, викам не е можно ако е Давор овде да ни биде во Утринска на Телма, заради тоа што има многу за раскажување. Паметам, здраво живо, прво. Здраво, да. Ке биде овој разговор на ти, ке се обидам, иако Телма е некако телевизија во која што нели навијање заради гостинот, заради се она што значи убаво однесување, ама нели нема да ни забележат гледачите. Давор Торонто, па Давор Скопје, па Давор, јас стави во насловот вака некако од Торонто се врати во Скопје, ама продолжува приказната со работка со познати музички имиња. Тоа значи дека нема лимит за тоа, ако си добар и те бидува, дека ќе си успееш, така? Така. Прво со ова вие и ти мене ќе ми биде тешко на тебе ти се обреќам со вие, пошто од деца се знаеме. Пошто од аеродромот клупите. И баш ка некоја рода сме си. Да, така е. Ти благодарам на поканата, ми е ептен кејф и задоволство и поготово да се промувам тука низ дворов на телевизијава и преска влагајки тука на врата стои еден човек, ја викам здраво, и он ми вика здраво, а Лео ми е братучет исто, Лео Голчев, и сега он донел таа страна негде доле у режијата и него го нема видено исто така четврт век и така малце многу убаво чувство, убаво и баш ми е ти благодарам уште еднаш. А за ова светов, нели, дека е едно глобално поле за културен надпревар меѓу народите. Апсолутно е така, се не е ни битно кај си. Со интернетов, дали сум јас тука или у Охрид, или у Торонто, или Лос Анџелес, навистина не е битно. Јас се уште работам со клиентите кои ги имав, кои поради пандемијата, нели, некако насилно и нормално ни дое тоа онлайн продуцирање, работа и мене не би ми дошло нормално. Не знам како вие моравте, мислам не за тебе, него вие, нели како не знам, ја не знам музичар или уметник воопшто што може да се снајде во варијанта нешто да е така, нешто да е каде што нема некоја близина, каде што се создава вибрација нова, или не знам, не сум во право. Непријатно, мислам неприродно и непријатно на почетокот, на вистина не знаевме никој што правиме, као ова ни беше cyberspace многу кул задниве 10 на 15 години, као еве ние можеме, ама одеднаш се деси таа ситуација кај што мораш. И за мојаветов ми беше, јас сум у Скопје, има клиенти кои што не ни знаат дека сум ја тука, се уште си работам за нив тамо, така да. Да, тоа е добрата варијанта. Да. Ама пандемијата никако ги направи поинакви работите или како никако ги плесна работите пред нас онака и ја стави голата вистина и кога се праша за прв пат што да правам сега? Одма, кога почна 2019? Одма, да, само што излезе тоа на телевизија, вака седам, гледам, викам, ај, сега што правим? Ќе биде лошо. Пошто ќе застане за 2 недели, па за 2-3 месеца, викам, ова како тргнало, нема да застане. И децава мој Кико веќе средња школа, 3-та година е сега, тој тргна прва кога почна пандемијата и сите тие 3 години си ги преседе пред лаптоп у најубавите години у животот, така викам не е нешто окей овде. Ама може ли да ни раскажеш убаво како тоа изгледаше во Торонто пандемија? Па многу сулудо, да, многу сулудо, тамо е се многу широко и големо и кога ќе излезеш прво немаш кај да идеш, немаше полициски часови, знаеш, немаше такви некои рестрикции, меѓутоа немаше каде да отидеш. Ти можеш во парк да отидеш, ама не смееш да седнеш на клупа, например. Како не смееш да седнеш? Кај не смееш? А на трева смееш да седнеш? Не смееш да седнеш никаде. Можеш да движиш со 2 метра растојание и така дале, сега да не го тупиме со тоа, ама така беше некако ненормално целото, знаеш, и некако ни стана нормално ова, ненормално ово. И викам, ајде, пако и парталите, дома си е дома, знаеш, убаво ни е тука. 20 години никогаш не помисли кој е дома? Абе јас и кога отидов, стално си викав, абе дома не ми бега, знаеш. Ја отидов од љубопитност.
да видам како е. Всушност приказната некако беше со мама врзана, така таа доби вработување тамо, така некако беше или не? Фамилиарно, да, така. иселеничка виза Да. некоја се доби и као ајде ќе одиме ајде да видиме што е тоа, пошто имаше луѓе што доаѓаат нели од преку барата, едни кажуваат Убаво. фантастично, не знам. Оди да видиш што е виножита, живот. Да, други Добро. доаѓаат и викаат никако не чини вако е. И сега јас имав свој некои 24-5 години и викам па ќе одам да видам. Ако не бива, еве го Скопје. И Скопје е убаво. Така да сега сме тука, јас сум тука, меѓутоа се ми е тамо некако, знаеш, и на есен повторно ќе одам и планот ми е да одам напред и назад. Не е нешто тоа голема работа и многу комплицирано у денешно време, можеби со овие тестовиве и ќе биде тие зидно. тракатанци сега по аеродромиве, ама гола бавија. Гола бавија не е кој што беше лани. Така да, зашто да не? Тамо тука па ќе видиме кај ќе пресече што ќе се деси. Може ли еден македонец со таков наш никаков менталитет да се вклопи во тоа тамо се нормално и средено и систем кој функционира? Абе, Има нешто што ти не достига, например, тој стрес на шалтер да ти се случи, а да речеш да му се сневиди па да чекав денеска за нова лична карта. па нема шалтери, да, све е некако... Глупо е се. Без везе, досадно. Досадно е. Како не може? Како не може? Не само македонец, секој се навикнува одма. На убавото. Мислам, нешто има едно симптоматично едно одење за Торонто, така. Од европскиот хаос, се сеќавам хаосот на Виенскиот аеродром, некако летов се откажува, па друг Така, гейт, одевте, првиот пат? Не, едно од Едно од да, овие одењата, низ добро. годиниве. И се бутаат сите нели на шалтер преку ред, кој што си е редот кај нас, така? Каде да е преку ред мора? Слетува авионот таму и одеднаш истите луѓе знаат да застанат на ред и имаше така некои коментари од непријатни од луѓе од страна, така да не би сакал да ги повторувам, меѓутоа самото тоа некако, значи може, ако се сака. Само треба љубов. Така е. Не, сериозно са, ама и тоа е некогаш досадно. Не се си замозгувала сама. Не е бе, Или ката може би досадно. заради темпераментот, па не ми дава да помислам дека може би некаде може да е пубаво од ова од Има нас. све. Значи има се, и вакви такви има се. Тоа е огромно, мислам сега за Америка, да не збориме, огромна Територија, површина е, да, многу Торонто луѓе. колкава? Па Торонто е околу 7 милиона. Така. Охо, две-три Македонии, Да. романски. Добро, да. А каде бевте? Во кој дел беше? Во кој дел на Торонто? Западниот дел од Торонто се вика Мисисага, па едно 10 години јас со семејството живеев во Берлингтон, тоа е уште позападно. Се некако на запад тежиме, Се така. забав? И да, и така. Западниот дел од Торонто, Мисисага и Берлингтон, на кај Ниагара се оди. Одлично. Да. Убава е Ниагара. Многу е убаво, да. Ко на слика. Цунене викна Хубаво е сите таму заедно, каде- само Дарко Јас го викаше стално николку викам, пати. Даре, дојде, да. Ама, а сега значи има место таму, ти можеш овде, ние сите таму. Апсолутно, па ќе ме викате мене по сега ќе дојде. Така е, да. Туку, муабетот ми е следен. Не заборави на никој од своите колеги музичари, не заборави на другарствата кои што, не знам, си ги гајал тие 24-5 години додека беше тука, ги гајаш и сега. Дарко Тасев е тука е Джоле Максимовски, тука се куп луѓе со кои што и сега, нели, еве гледаме некои инсерти па соработуваш. Како тоа? Па како лесно, Тако си или? Да, јас сакам да сум во контакт со луѓето. Не гледам причина зашто да не. Со некои луѓе си изгубив контакт и знаеш како времето кога отидов некако Google не постоеш. И у тој замав некако се изгубија некои луѓе, а некои други се појавија Дојдоа. и се обновија некои контакти, меѓутоа зошто да не, знаеш. Другарството никош не се заборава. Еве, јас тебе те немам видено 100 години, ако вчера да бевме... Вчера да бевме последен пат тука во Телма, всушност се видовме за некаква музика. Тоа беше нешто такво беше пред 10 години, ако не се лажам. Може да не се Нешто така е. Да. Е сега, ја споменав таа клупа волшебна во аеродром, да не сватат погрешно, тоа беа гитаријади во мало. Така е. Така, нели? Нек ни помина пред клупата, да. Постои клупата? Постои. Ајде се договориме вака јавно, ќе правиме една гитаријада тамо. Ајде, бе, Кате, ајде, да. Не организираме, а ќе Сакам. земеме и озвучување, тоа ќе ни обезбедиш Не ни се. треба, да. Не, вака ќе пееме на Грлото, тоа, да, грлото. ќе Да. грми. Знаеш како пеам на линкови наутро?
Не се зезал, Мич. Браво. Браво. Еве ти напред, ние ќе те пратиме. Да. Муабетот ми е дека си некој си го најде патот. Дарко више со нон-стопа, потоа нели и сам, па потоа со гитарата продолжи да подучува и да создава нови генерации. Ти со клавиатурата, но не застана тука, продукција, па аранжирање, па не знам, бенд ваков или онаков. Во пронаоѓањето ти требаше некако да видиш каде сум, што сум. Еве Јовка ја видовме, но има и друг дел на Давор Јордановски, што значи она инструментална музика која што носи друга вибрација. С мене од музиката од секогаш ми била љубов и тоа сите видови на музика. Јас учев музичко училиште тука, на факултет, па отидов тамо, завршив музичка продукција, со филмска музика почнав да се занимавам, така да тој инструменталната музика ми е поголем предизвик, помила, не, поблиска некако, да. Што не значи ќе не правам и песни со зборови, не сум текстописец, имам напишано на неколку текстови, си ги чувам љубоморно у фиока и на никој не им ги кажувам, пошто знаеш како, и авториве кој ќе направиш нешто, ти ставаш дел од душата од тоа и се сеќавам прв пат кога излезе моја песна на македонско радио која се сврте, у првите два такта вака, моја песна, и веднаш ме фати една тага, викам, леле, сега сите ќе знаат. Сега што ќе знаат, не знам ја што ќе знаат, но сите ќе знаат душичката како ми е. Душичката моја како функционира. Така да, ете, од таа некоја причина си имам и доста музика напишана која што само си е моја. Тоа некогаш може би ќе излезе така. До сега имам 7-8 албуми издадено соло и со некои формации, меѓутоа кои го носат моето име. Сите се усмерени во различни стилови, токму затоа зашто осеќам дека не осеќам, него имам што да кажам во сите тие стилови, од класика до џез до преработки некои на македонски теми, знаеш, тоа некако стана популарно и тука кај нас. Особено мене ми беше предизвик од средината тамо да понесам нешто од тука музички, да им кажам од кај сум, пошто у еден таков огромен котел кој што го викам ја, кој што е Торонто, кај што сите култури и музики се спомешани, знаеш, имам и јас што да кажам и тоа и те како имаме што да кажеме од ова поднебје тука, така да на тој начин влегов и во тоа, етно некоја повеќе фјужен од што е етно, меѓутоа се провејува таа некоја нитка на македонштината во неа, свесно го правев тоа за да им ја доближам нашава култура тамо. Пошто мокни сме. Да. И сега кога вака те слушам, се сикам еден муабет, не знам колку е точен, ама велат дека ако направат некаква паралела луѓето на тоа како се однесуваат луѓето кога ќе додат некои големи звезди, да речеме во Америка, САД, нели, како држави, како и во Канада, тогаш велат е различно. Например, Мерил Стрип или кој да дојде таков, вау, они си седат на другата маса, таа седи над својата и никој не се премногу тоа возбудува. А за музичари треба да е некаква возбуда, некој да те препозна или не? Па и не баш, не баш, зависи од човекот. Некои се ложат на тоа, некои си сакаат интимата и приватноста. Сакам да кажам, познат си во Канада? Па ме препознаваат на улица, не сум јас сега, и никош не сум сакал да бидам фронт, нити па затоа си на клавиатура. Да сум ја од позади на продукција, така да ги правам работи, да не е битно ова. Некако мене не ми било предизвик, знаеш, тоа полесно име на пејачеви гитаристи напред да се шеткаат, знаеш, мене пуше ме интересирало ова. Меѓутоа се случува, ми се случило у јавност да ми дојде некој те препознави. Тоа кој се деси у Њујорк, например, ти е ненормална работа, да. И ништо, здраво сакаш кафе се напиеме и онда нешто некако супер е, убаво е, ама така. Ама така, да не се случува често, само не знам што да правам после. По дома не смеам да ми правам по дома, знаете ли вие со кој живеете дома, А кога сме кај по дома, како децата?
Вие се Децата- научија на некој таков систем во кој што си функционира така нормално, како и го искористив тоа во најава, ако во Торонто се збори за нешто, се зборува за времето. Ако некаде се зборува за времето, и пак се зборува за времето. Да, Така? пошто е досадно, да, сега и време ќе врне, не врне, сончево било, да, убаво. И тоа е тој муабет лифт. Муабет, свегаш. Дека се качиш да седмиш, нешто да смениш. Да. Со тој до тебе. А децава се двете се родени, Кико и Лина, тамо се израснати, нели англискиот јазик, иако дома си говориме македонски, ама нормално е, нели? Да се од училиштето и француски учат исто, и мене ми беше малце фрка, сега тука сме, не сме што ќе правиме, како ќе правиме, одлукиве некако уште и не се одлучени до крај. Дали сум тука, дали сум таму, Да. дали сум со една тука со пола Крај таму. сум ја, да. Кико го запишавме у алгоритам и веднаш се вклопи, ја го гледам, пушна многу убави оцени да носи дома и викам, окей, овде нешто не е уред, или ти си стварно супер, или учителиве ти се стварно попустливи. Меѓутоа, учевме заедно, наш гледам што прави, и навистина посветен си е, вреден. Како тој, како го восприема овој систем овде? Што Му е вика? поубаво. Да? Му е па види, сега во тие години нормално ќе му биде поубаво овде се Никаква на улица. слобода Да. е она што недостасува таму, или? Па не дека недостасувам, ја повторно пандемија ќе ја спомнам, ради тоа се заклучија сите дома и он сега uz 15-16 години он сака да, нели, Да шета. сите нормални, да. Да Као сите општи, нормални. На шуѓе седи дете во Да, дома да, без вeze. Така да овде сите си искача од школа со другарчија, па бев у клуб. Тоа е big deal, знаеш. Да. Таму немаше такво нешто. Па во таму пандемијата. е малолетен за у клуб да влезе уопште, а и сега со времето. Така да супер му е. Знаеш, ги гледам супер се вклопен, интересно им е, поживо е, растрчено тој хаосот наш, знаеш, тој Балкан стайл, супер е некако, знаеш, и недостасува у тие западни земји кај што знае да биде тамо хаотично, меѓутоа крвта не врие толку многу колку е нас. А малата? Што вика? Алинче е онлайн, иде се уште у канадското училиште, нејзи е супер, ќе си излезе сама до Палма да си купи сладоледче, па да се шетка, па тротинетчето, па не... Тоа го нема таму или го има Го таму? има, меѓутоа, знаеш, поинако е тука. Мириса поинако. Мириса Да. поинако. И сега од оваа перспектива не ти не достига порано да се враташ и да го направиш овој чекор, или? Не. Па не знам ја може би повторно ќе речем сега да не Може се ќе се случеше вратам. глобална манифестација, приредбава. Не, можда немаш ни да ми, знаеш, некако Падне тамо... на памет. Да, одиш, работиш, движиш. Ја со 7 бенда свирев таму и тоа баш во минато свршено време го кажувам, пошто не знам која пак ќе просвири целото тоа. Знаеш, таму уште е под клjuč. Као, ајде, нешто со менаџеров зборевме вчера, ќе се отвара, да ги пуштиме, Викам, окей, чекај, нека се отвори, идам ја, тука сум, сега не го каjem. Да. Големи имиња споминавме, веројатно во тој свет на музиката има само музика која што не прави блиски или далечни, така мислам дека музичарите не сакаат баш да се споменува тоа, нели сум работел со овој, можеби вака кога се работи за CV па да ти донесе некој денар повеќе, нели, или некој канадски долар повеќе. Да, сегаш добре дојде. Да, јас просвирев на многу големи бини, доста турнеи кроз годиниве, низ Америка поготово. Лос Анџелес некако ни стана као, пошто е мека центар, сврталиште на овој смут джез стил кај што и доста делувам на темата. И да, свирев со многу луѓе кои што свирале и со поголеми, најголеми звезди у светот. Знаеш, сега баш и не сакам имиња да споминјам, пошто некако без везе ми е. Ја, знаеш. Слушнав едно тамо големо име, ама сега добро, ако не кажеш да го спомни го ти, па ќе го кажам ја. Ајде спомниш тоа. Па добре, ете, најголемата звезда со која што сум работел е Шанаја Твейн. Снимав
за неа, за незината продукција, последниот албум што го издаде. Тој уствари прв албум што икад го издала и последен. Дупли албум направија тогаш и сега, некогаш и сега. И така многу нормално е сето тоа, знаеш, како јас и ти. Сега те слушам овде и гледам 11:38. Рековме ќе биде ова долго, нема да имаме што да кажеме, односно нели така мислевме сите, или ја не мислев, ја знаев дека можеме да зборуваме ние, и сега последниве 5 минути или 4 минути колку што имаме, да не кажеме тоа што ќе се случува на 11. Па така? нема да има смисла. Нема да смисла, да. стварно, и ќе ни се Ајде да налути кажем. прв Перо, ка ми каза. Нема да се Перо и налути. цела меморија, поздрав колку често луѓето кои што целиот бенд тамо, нели, кои што оставиле своји некакви вибрации во таа меморија, се дел од сега, од подготовките на концертот. Колку често, ние Да, сме колку секој ден често? заедно. Секој ден? Секој ден, да. Аф. И знаеш колку ни е добро, Кате, значи неверојатно. Мене ми е особено тој time travel, пошто ја 95-6 свирев со меморија. И сега, после 20 кусур години, повторно се спајам и тоа кој да нема гап, како си го, процеп во времето, да. И исто како дечиња, ти знаеш, тоа се занци, смешки, викања, свашта се дешава како мала голема фамилија. 8 луѓе сме моментално бендот. И тоа што го спремаме толку така едно убаво, носталгично, кој што мислам дека на сите нас ни треба. Поготово сега. Доста љубов има у таа дружба и у музиката. Бендот звучи најболje него икад до сега. Веќе сите се онака музичаришта, нели, со годиниве и имаат што да кажат и доста е тоа успокоено и мокно како една стара добра локомотива што уште, знаеш, може да повлече и како, да. Така. И има моменти на пробиве кај што навистина дури сами бе онака упс, окей, ќе си прекјутиме, ама добро беше, знаеш. Така да 11 јуни нека повелат сите на стадионот на АРМ ќе биде незаборавно. Лудо. Лудо. Да, лудо. Матура. Нели најбоља вечер е матура, па сите си ја памтиме. Пола сум со матурава. Да. Првиот дел беше добар, вториот и не баш. Ама сега... Дали имаше втор дел? Имаше втор дел, да. Многу пиење и многу неубави спомени, ама добра. Спомени се секогаш туку. Знаеш како, пред да влизаме рече дека протеинскиот колаш сакаш да го пробаш. Сакам, па ми го пофаливте цело време. Да. И има тамо никаква врска тоа здрава исхрана, нешто Торонто или се јадеш? Има врска, не, ја едно време вегетаријанец станав од љубопитност повторно, просто знаеш како викаат curiosity killed the cat, ама јас сум уште жив. Ја многу сакам да пробам свашта, знаеш се. И ова со ноктиве проба дали ќе ти се пуштаат пушат девојки заради клавиатури, така или не? Не е до девојки. Нема врска. Нема врска со девојки. Него беше интересно да биде за да зборат после, кога ќе излезе Боној. Јас стално се смеам, вика, што му е, дали се удрил со чекич или стварно му е лагиран? Ама на сите прсти со чекич, не. Па, дени тука е тоа. Почнав со малото, прсте, па тај и ова, и онда Лина. Тато, ајде јас се, не, може. И Лина средува. Па после ќе биде козметичарка. Па да е жива и здрава, фала Богу, и па така ќе ми прави фризури. Па нормално, да. И сега со протеинскиот и до кај сме сега? Вегетаријанец си сега? Не, како вегетаријанец у Македонија, знаеш, ми викаат, како не јадеш месо? Ни пилешко не јадеш? Е, така. А стварно не е фер да не јадеш ни пилешко. И меѓутоа ја као дете многу сакав чајна да јадам и тука ќе дојам се одзимам од ова. А ајвар? И ајвар. Све бе, Кате, све. Добро. Одиме заедно? Ајде. Одјавуваме? Ајде, че може да станам овде со некои кабли. Дојди кај мене овде. Дојди до кај мене. Ајде до кај тебе. Да. Не умирам никого ке белото од рижја. Дојди само вака. Ето така, можеме тука. Мака. Добро. Јас и Давор заедно во двојка. Давор. И шо? И викаме сака. Што? Ви благодариме. Ви благодариме. Што бевте заедно со уште едно издание на Утринска на Телма. Што бевте заедно во уште едно издание на Утринска на Телма. И сите да дојдете, кој датум? Овдека сме во Кето. Да, ова кај што свети, знаеш. Ја тортата гледам. И сите да дојдете. Кога? Давор. На 11 јуни на стадион на АРМ на меморија на матура ќе биде топ.
топ. Ако не сте си поминале на вашата матура, оваа ќе биде Ова супер ќе матура. запамтите, ова ќе има и втор дел, ама се памти. Да. А јас и Давор кога ќе одиме тамо на гитаријада, ќе ве викнеме на Ќе лице. знаат сите, аеродром нека се чува, така да... Чао! Чао! Благодарам. Српска.